Утре со почеток во 9 часот на кеот на Вардар кај амфитеатарот ќе се одржи атлетски крос на учениците од сите 10 основни училишта од општина Карпош. Вие го гледате најновото издание на Урбаните вести. Започнува примената на софтверската апликација за електронско издавање одобрение за градба. Одржана втората ролеријада во Скопје. Пуштени во употреба 4 улици во Петровец. Се поставува нова водоводна мрежа на улицата Шаропланинска во Ѓорче Петров. Пред градежните компании, представници од општините, јавните предпријатија и одредени државни институции, министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски и председателот на ЗЕЛС Коце Трајановски го означија почетокот на софтверското решение за успешно стартување на законската обврска за електронско издавање на одобрение за градба. Андријана Димитриевска. Од 1 јуни во согласно со Законот за градење, постапката за издавање на одобрение за градење за сите категории на градби ќе се спроведува исклучиво по електронски пат. ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски веќе обезбеди софтверско решение што ќе го применуваат сите општини, а од денеска официјално започнаа работилниците за негова презентација, со што беа организирани обуки, а беа запознаени првите 3 групи на корисници на овој систем, представници на градежните компании, на општините и јавните предпријатија и на државните органи вклучени во оваа постапка. На спроведувањето на овие првични презентации присуствуваше министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски и председателот на ЗЕЛС Коце Трајановски, кои ги запознаа присутните со целокупната постапка. Придобивката на граѓаните е што ќе го избегнат чекањето на општинските шалтери и ќе ги намалат трошоците за печатење и укоручување на бараните документи за издавањето на дозволата, изјави председателот на ЗЕЛС Коце Трајановски. Сметам дека на овој начин се зголемува бројот на електронските услуги кои што ЗЕЛС ги пружа на општините или со кои што општините во Република Македонија се повеќе стануваат општини, што допринесува за многу побрзо, многу поефикасно и многу потранспарентно работење на општините во Република Македонија. Со тоа на граѓаните ќе им се намали времето на чекање по шалтерите, ќе се намалат трошоците за печатање и укоричување на дадените барања, а секако ќе им се овозможи и еден потранспарентен начин да гледа до каде е нивниот предмет, со оглед на тоа што ќе има можност со SMS пораки во било кое време да видат во која фаза е нивното одобрение за градење. Трајановски додаде дека целта на ЗЕЛС е да ги издигне единиците на локалната самоуправа во модерни општини кои ќе го достигнат степенот на развој на напредните европски локални власти и да ја зголеми транспарентноста и ефикасноста во нивното работење. Извесно време го промовиравме овој софтвер, во меѓувреме имаше тест фаза, се отклонуваа сите оние забелешки и од денес можеме да кажеме дека софтверот е веќе подготвен и од денес започнуваме со негова презентација пред градежните компании, пред јавните комунални предпријатија, пред Евана како компанија која исто така е вклучена во процесот на одобрение за градење, но исто така се врши на обука на сите оние кои ќе го користат софтверот, а тоа се оние луѓе што работат во администрацијата во општините, но и во Министерството за транспорт и врски. Јанакиевски и Трајановски информираа дека од неодамна е изработена и најнова електронска алатка, софтверска апликација за издавање на интегрирани еколошки дозволи и одобрување на елаборати со водење електронски регистри, за што изминатите денови во ЗЕЛС беа реализирани обуки за општинската администрација за нејзина примена. Годинава повтор пат се одржа манифестацијата Ролеријада наречена Возиме кон иднината. Во манифестацијата учество земаа училишта од град Скопје и околината. Исто така познати се и деталите околу Скопскиот маратон 2013 кој ќе се одржи на 12 мај. Повеќе од прилогот на Елизавета Дамјановска. Детскиот културен центар Карпош и градот Скопје и годинава повтор пат организираат трка со ролери под мотото Возиме во иднината. Ролеријадата започна точно напладне на булеварот Илинден, поточно пред фонтаната на градскиот парк.
Учесниците возеа до клучката на Еленденска со Никола Тесла или околу 2 километри. Трката со ролери е дел од активностите по повод одбележувањето на 65 годишниот јубилеј на детскиот културен центар Карпош, а воедно со него се одбележува и 50-та година од катастрофалниот земјотрес кој го разурна Скопје. Во оваа спортска манифестација, која има тенденција да прирасне во традиционална и помасовна, учествуваа повеќе основни училишта од градот и од околината, а за најдобрите се предвидени и мотивирачки награди и дипломи. Ова е со цел да ги следиме современите текови и интересите кај децата и нормално дека поаѓајќи токму од тоа ја организираме повторпат оваа масовна детска ролер трка. Што се однесува по знакот на Скопје се сеќава и 65 годишниот јубилеј на детскиот културен центар, ние сепак возиме кон иднината, значи се стремиме кон сите оние нови современи светски достигнувања. Пријавија голем број екипи, скоро речи од сите општини на градот Скопје и приградски општини. Прво пристигнатиот имаме ролерки и комплет опрема, вториот добива само ролерки, а третиот добива комплет заштитна опрема. Најбрз на целта беше Гордан Ацев од основното училиште Блаже Конески. По него пристигна Алек Магдевски од основното училиште Невена Георгиева Дуња, а трет на целта дојде Валентино Каранфиловски, исто така од Невена Георгиева Дуња. Најбрза од девојчињата беше Андреја Дуковска од основното училиште Кочарацин. Нема тактика, само возевме. Дали е добро? Да. Во духот на спортските манифестации и оваа година по 9-ти пат ќе се одржи Скопскиот маратон. Оваа манифестација од 2007 година се одржува по повод Денот на Европа. Ќе учествуваат бројни надпреварувачи од разни возрасти, како и од разни држави. Интернационалниот карактер на маратонот ќе биде манифестиран со надпреварувачи од најмалку 32 земји од светот. Најавено е учество на кениските тркачи за кои се верува дека ќе го струшат досегашниот рекорд на Скопскиот маратон кој изнесува 2 часа 23 минути и 51 секунда, а е поставен во 2011 година од кениецот Диксон Терер. Маратонот е под покровителство на градот Скопје, делегацијата на Европската унија, како и Агенцијата за млади и спорт. Вкупниот број на досега пријавени надпреварувачи изнесува 2300, а до последниот рок за пријавување кој стекува на 8 мај се очекува бројката да надмине 3600 учесници, колку што имаше изминатата година. Како и претходните години, така и оваа, ке се трча маратон на 42.195 метри, полумаратон на 21.097 метри, хуманитарна трка на 5000 метри, како и детски Колгейт мини маратон на 500 метри. Во состав на хуманитарната трка ќе се одржи и тимбилдинг надпревар помеѓу надпреварувачи од разни компании и групи на ученици, за што веќе има голем интерес. На маратонот ќе бидат вклучени и ученици од средните училишта, кои што ќе се борат за престижот најдобро пласирано училиште на маратонот. Во рамки на најмладите учесници, она што предизвикува се поголем интерес е Колгейт мини маратонот на кој се пријавени 600 учесници. За најдобрите во рамките на трките и оваа година се обезбедени вредни парични награди, како и бројни и други награди од спонзорите на Скопскиот маратон 2013. Најдобрите македонски надпреварувачи во маратонската и полумаратонската трка ќе добијат авиобилети од новиот партнер на Скопски маратон, авиокомпанијата Визер. Екипите на град Скопје во текот на престојниот викенд ќе го асфалтираат ново формираниот кружен тек меѓу улиците Лазо Трповски и втора македонска бригада со завршниот асфалтен слој, поради што сообраќајот на оваа крстосница ќе биде во целосен прекин. Автобусите од јавниот градски превоз на автобуската линија со број 9, што сообраќаат кон Топанско поле, ќе се движат преку улицата Џон Кенеди и улицата Лазо Трповски до супермаркетот Принц. Во обратна насока кон центар, автобусите ќе се движат по улиците Методија Митевски, Благоје Паровиќ и Џон Кенеди и ќе продолжуваат по својата траса. Автобусите на линијата со број 18А ќе се движат по булеварите Словенија и Македонско-Косовска бригада. Потоа по улицата Џон Кенеди продолжуваат по својата траса. Автобусите со броевите 19, 49 и 81 ќе се обраќаат по улицата Босна и Херцеговина, по кракот од улицата Дижонска и продолжуваат по својата траса по улицата Втора Македонска бригада.
Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да покажат разбирање додека траат градичните работи на кружниот тек меѓу улиците Лазо Трповски и Втора македонска бригада и да се придржуваат на поставената патна сигнализација. Жителите на населеното место Петровец добиваат подобра и поквалитетна инфраструктура. За таа цел денеска беа пуштени во употреба 4 улици во вкупна должина од 500 метри. По населеното место Петровец во општина Петровец денеска беа пуштени во употреба 4 улици поплочени со бекатон плочки. Улиците се во вкупна должина од 500 метри, а нивната изградба чини околу 3.600.000 денари. Средствата за нивната изградба се обезбедени од буџетот на општината. Екипите денувиве активно работат и на поплочување со бекатон плочки и на други улици низ населените места во општината, за кои се очекува деновиве да бидат пуштени во употреба. За само 3-4 дена ќе имаме свечено пуштање уште на една улица од 250 метри во Ржаричино, уште една улица од 220 метри во Долно Коњери и одма после великденските празници, значи ќе имаме пуштање на фудбалско игралиште во населеното место Петровец и улица од 480 метри во населеното место Горно Коњери. Пред само неколку дена со бекатон плочки беа поплочени и 2 улици во населеното место Средно Коњари во вкупна должина од 300 метри, за кои финансиски средства во висина од 2 милиони денари беа обезбедени исто така од буџетот на општината. Санацијата и реконструкцијата на улиците низ населените места ќе придонесе за полесно одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците од оваа општина. Локалната власт ќе продолжи со редовна санација и реконструкција на улиците низ населените места онаму каде што има потреба. Стартуваше изградбата на нова водоводна мрежа на улицата Шарпланинска во населбата Даме Груев. Старата водоводна инсталација во овој дел од населбата, која не ги задоволуваше потребите на потрошувачите, ќе биде замената со нова во должина од 650 метри. Ивана Митковска. Телите од населеното место Даме Груев во општината Ѓорче Петров ќе добијат поквалитетно водоснабдување. Деновиве интензивно се работи на изградбата на нова водоводна мрежа на улицата Шарпланинска во населбата Даме Груев. Старата водоводна инсталација во овој дел од населбата беше со мал капацитет и не ги задоволуваше потребите на потрошувачите. И ова беше еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат граѓаните од населбата Даме Груев. Должината на новата водоводна мрежа ќе изнесува 650 метри, а заедно со веќе поставената водоводна и канализациона мрежа на улицата Пеклање. Новата водоводна мрежа ќе биде во должина од околу 3500 метри. Работиме еден поголем зафат, да кажам, во должина од 850 метри, тоа е на улицата Шарпланинска. Имаме целосна замена со ФИС 150, значи соодветни цевки. Тамо немаше воопшто водовод до сега. Со поставувањето и решавањето на овој дел, целата населба ќе добие поквалитетно снабдување, ќе има поголем притисок и тие ќе бидат, да кажам, проблеми кои беа во минатото околу недостаток на вода и слабите притисоци ќе бидат целосно решено. Сакам да напоменам и тоа дека на овој потек на целата населба, сите тие улици се целосно заменети со водоводна инфраструктура, односно подземната инфраструктура, заменети се целосно цевките и тој зафат заедно со јавното комунално предпријатие изнесува негде околу 3200 метри. Поставувањето на нова водоводна и канализациона мрежа во населеното место Даме Груев е уште едно остварено ветување од предизборната програма на градоначалникот на општината Сокол Митровски, кое се реализираше во краток временски рок. Градоначалникот Митровски вети дека подобро водоснабдување наскоро ќе добијат и жителите од останатите рурални населени места, како и од централното подрачје на општината Ѓорче Петров. Средствата за овој зафат се обезбедени од буџетот на општината Ѓорче Петров. Во сабота и недела во спортската сала Гоце Делчев во општина Илинден ќе се одржи 21-то државно поединечно првенство за сениори и сениорки во пинг-понг. На шампионатот што го организираат Пинг-понкарската федерација на Македонија, општина Илинден и АППК студент ќе настапат 100 надпреварувачи, од кои 70 во машка и 30 во женска конкуренција. Општина Илинден одамна успешно го организираше првиот турнир во пинг-понг, што беше причина првите луѓе на Пинг-понкарската федерација на Македонија да решат тука да се одржи годинешното државно првенство во поединечна конкуренција. За ова многу придонесе и се поголемата популарност на овој спорт во општина Илинден, особено по поставувањето на пинг-понг таблите во новоизградените и реконструирани домови на култура, што беа опфатени со капиталниот проект 10 домови на културата.
Во останатиот дел на урбаните вести следува. Спорт. Тимовите на Црвена звезда и Партизанки играат во финалето на АБА кошаркарската лига. Актуел, Келвин Харис го собери рекордот на Майкл Джексон. Тимовите на Црвена звезда и Партизанки играат во финалето на АБА кошаркарската лига. Останатите спортски вести ги гледате веднаш по рекламите.